Реформите во јавната администрација и најавените промени во Законот за аудиовизуелни медиумски услуги и други теми се дел од денешниот неделен разговор со министерот за администрација и информатичко општество Дамјан Манчевски. Министре, кога бевте опозиција, велевте дека една од најдобро очуваните тајни во Македонија е вкупната бројка на вработени во јавната администрација. Најавивте дека е можно да објавите до крајот на минатата година. Зошто се уште ја немате објавено бројката? За потребите на изготвувањето ново извештај, но и за потребите на целата администрација, Министерството за информатичко општество и администрација поседува имаме информатички систем за управување со човечки ресурси. Просто кажано е вид на софтвер во кој што сите институции имаат обврска, имаат законска обврска да мора да ги внесуваат своите систематизации и информациите за своите вработени. И сега тука е прилично хаос. Дел од институциите ги имаат внесено и коректно ги ажурираат податоците. Тоа е жива материја, влегува, излегува, телефон, менува, мејл и така. Дел ги имаат внесено делумно информациите, односно не ги ажурираат. Дел ги неле само систематизациите без никаква информација за луѓето, а дел немаат ништо направено. Да бидам искрен, во изминатиот период се одбидовме на неколку начини. Со укажувања, со одлуки, информации на влада. Инспекцијските служби се ангажираа на оваа тема и се подобри состојбата. Но ние се уште не сме сигурни дали на крајот на оваа година, односно со извештајот што ќе треба да го дадеме за минатата година во март, ќе можеме да кажеме дека бројката што ќе објавиме целосно ќе доаѓа од системот или ќе биде повторно добиена преку споредби на бази на податоци, со што бројката што се добива е приближно точна, но не е целосно точна. За таа цел, и сега ова можем да го најавам во оваа прилика, а следната недела веќе тоа ќе го спроведеме преку неколку одлуки на владата, ќе направиме наред на и системски, технички измени внатре во одредени системи на институциите, но и со ред на правилници и уредби на влада, со кои што сите оние институции и нивните раководни лица, кои што нема да ги внесат податоците за своите вработени во информатичкиот систем за управување на човечките ресурси, нема да земат плата. Едноставно мора да се научат институциите во државата дека мора да ги почитуваат законите, без при тоа, не знам, премиерот да треба да ги брка за тоа. Македонија често се дебатира околу превработеноста во државната администрација. Сега во фаза на јавна дебата стратегијата за реформи во јавна администрација, но не предвидувате отпуштања. Можна ли е реална реформа во јавната администрација без отпуштање на вработени? Администрацијата е превработена. Но администрацијата во исто време има сериозен недостаток на менаџерски кадар. И ова секаде го зборувам. Значи, ни фалат високо квалификувани кадри во администрацијата од различни области. Значи, инженери, правници, некаде и економисти. Имаме превработеност на најниските нивоа на администрацијата. Значи, помлади соработници се скоро, карикирам, сите. За луѓето што се кои што со функционална анализа, која што во моментов се спроведува, ќе се покаже точно кои се тие луѓе, од точно кој профил се тие луѓе и точно на кои работни позиции се сега распоредени, ќе направиме предлог за реорганизација внатрешно помеѓу институциите. Дел од овој проблем е и распоредувањето на луѓето што се 1600 вработени по рамковен договор, земаат плата, а не одат на работа. Веќе создадовме услови со амандманите на Законот за административни службеници и за нивно распределување и најавувам дека многу брзо овој проблем ќе биде решен. Значи, склоп на мерки и на политики, кои што прво внатрешно ќе не реорганизираат, за да на крајот на денот, очекувам некаде во 2019 година, ќе можеме да излеземе во јавноста, односно пред бизнис секторот и да кажеме овој број, но и овој профил на вработени се вишок во администрацијата и ви ги нудиме на вас на бизнис секторот под одредени услови, со одредена субвенција од страна на државата, да ги превземете. Подоцна ќе имаат обврски да ги задржат на работа. Значи, никој да не изгуби своето работно место, државата да се ослободи од товарот и финансискиот товар, зашто ќе плаќа само за дел. Добро, во што го најдувате на некој начин отпуштање од работа, само со... Не, ќе биде по слободна волја. Значи, никој нема да биде натеран сам спротив сопствената волја да го направи тоа.
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е испратен во Европската комисија за забелешки. Спорна беше одредбата со која што се предвидува кабелските оператори да имаат обврска да ги пренесуваат националните телевизии. Има ли простор за попуштање во овој дел? Очекувате ли за забелешки во врска со ова? Оваа влада во однос на било кој закон што ќе има било каква допирна точка со медиумите, нема апсолутно никаква позиција од која што не е спремна да отстапи. Доколку за тоа имаат интерес самите заинтересирани страни медиумските работници. Дали се тоа здруженија на новинари, телевизиските куќи, радио станици, портали, кабелски оператори и така натаму. Сосема неочекувано за мене, и се искрено зборувам. После не 6 месеци дебата, овој закон се подготвува и на некаков начин се спрема од 2015 година, од почетокот на политичката криза, без после толку јавни дебати, после работни групи и така натака, на крајот излегува прашање за така наречен mass carry, односно задолжително емитување на било која телевизија, дали само националните, било кој преку кабелските оператори, дека е огромен проблем. Проблемот е помеѓу заинтересираните страни. Закопани се во рови, националните телевизии, односно така наречените национални телевизии, мултиплекс операторите, што емитуваат преку мултиплекс, регионалните телевизии се друга страна, сателитските телевизии се трета страна, кабелските оператори се четврта страна и сигурно заборавам уште 3 други страни. Се обидуваме на различни начини. Во моментов апсолутно не гледам простор за компромис помеѓу нив. Единствена наша намера е да обезбедиме простор, дебата, кој што ја немале помеѓу себе, за да најдеме компромисно решение. Треба уште време за оваа работа и јас сум поборник дека ако треба и повеќе да се обидеме, да дадеме шанса, да разговараме, да дадеме шанса на тој диалог, отколку да брзаме со донесување на законот. Во дебатите за друг закон, законот за медиуми, ја споменавте можноста за регулирање на онлайн медиумите. Се уште останувате на оваа идеја? Беше многу интересно дека на таа јавна дебата од страна на граѓански организации релевантни во филата, бев обвинет зашто има дебата воопшто. И стварно е интересен факт дека обично властите се обвинуваат зашто нема дебата, ние сме обвинети зашто има дебата. Единствена наша цел во однос на оваа јавна дебата беше да видиме дали има потреба воопшто, така гласеше насловот на дебата. Дебата за потребите на евентуална измена на законот за медиуми. Законот за медиуми значи повеќе работи, значи само регулација на порталите. И сакавме да слушнеме, да го слушнеме мислењето на јавноста. Се покажа на дебата дека исто е прилично поделено помеѓу самата новинарска фила, не зборам за пошироко, значи медиумите, власници и така натака. Какво е вашето размислување? Треба да се дигне регулација на Јас ја кажувам она идеја која што е моја лична идеја. И затоа ме обвинуваат дека сум сакал на мала врата, гледате, не превземаме ништо. Ама да ме обвинат дека не смеам да кажувам моје лично мислење, исто така не е коректно. Стварно сакам да слушам што е проблем од било кој како контрааргумент, дека секој оној кој што ќе регистрира информативен портал во Македонија, ќе треба да регистрира и одговорен уредник. Дополнително, повторно имајќи ги во предвид големите злоупотреби, би го ограничило правото не само портали, да компании од офшор дестинации бидат во можност да регистрираат портал, да речеме, во Македонија. Пак, џабе ако само Македонија го уведеме. Затоа кажем, ова е една моја идеја, ама џабе ако ова го правиме само тука. Се уште регулативата во различни земји е различна, некаде веќе многу подраконска. Германската влада воведе мерки за борба против фейк њуз, кои што се, мене ако ме прашате, ако ние се обидеме да ги воведеме во Македонија, ќе бидеме распнати овде. И за крај ве прашувам како подпредседател на СДСМ. Повеќе од 6 месеци како што сте на власта, перцепцијата во дел од јавноста е дека повеќе се посветувате на дворешно политички прашања како влада, а помалку на домашните ветувања. Каков е вашиот впечаток? Задоволни ли сте од тоа што го сработи владата до сега? Па добро, евидентни се успесите во делот на меѓународната политика, но апсолутно во рамките на оној буџет кој што го затекнавме.
Значи ние не го испланиравме буџетот за претходната година. Сметам дека обезбедивме многу, ако не и сите, барем главните мерки кои што им ветивме граѓаните дека ќе ги имплементираме од 2017 година, ги имплементирав. И сега малце пак контрадикторно за она што во јавноста се зборува. Обвинети сме за големи PR тимови. Ама еве и сега само критични ги сум. Не мислам дека многу добро ги продадовме на јавноста сите овие работи кои што ги постигнавме во делот на подобрување животниот стандард на граѓаните. Во Македонија повеќе не постои прашање на стечени работници. 20 години зборуваме за прашањето на стечените работници. Луѓе остареа по улици. Го решивме тоа прашање. Ама впечатокот кај делот граѓаните, да, и сега сме имале преголамазни PR тимови. Ние немаме никакви PR тимови во однос на големина и бројки во однос на тоа што претходно се правеше, каде што ништо се продаваше како што да е некоја голема мерка и работа, пред се на штета на граѓаните. Ви благодарам на одвоеното време. Тоа е нас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.